Општина Штип бара начин како да ја исправи грешката со учениците од ромската заедница. Поради формирање на чисти ромски паралелки во основното училиште Гоце Делчев, Европскиот суд за човекови права во Страсбур пресуди дека се врши сегрегација на овие ученици. За да се надмине ситуацијата, општинските власти ќе прават нова реонизација, со што ќе се овозможи распределување на учениците роми и во другите основни училишта во градот. Со овој акцијски план, ако успееме овие деца да ги дисперзираме во другите основни општински училишта, колку што е можно тоа, за да може да се направат мешани паралелки. Од друга страна, ако го направиме тоа, треба да бидеме упорни и да ги добро да ги информираме другите родителите на децата од другите националности, македонците кои што живеат на територијата на Гоце Делчев, дека ова училиште не е ромско училиште. Токму непочитувањето на реонизацијата при упис на првачињата на училиштето Гоце Делчев му донесе тужба за сегрегација. Дискриминација има, но не по волја на раководството. Причина е големата разлика во соодносот, бидејќи 60% од ново запишаните се ромчиња. Конечно донесена пресуда дека државата е виновна, бидејќи и самиот закон продуцира на некој начин можност за сегрегација. Бидејќи знаеме дека во законот за основно образование од една страна ни е пропишано да се почитува реонизацијата, меѓутоа од друга страна секако и родителот не може да му се ускрати правото на родителот да го запише детето во училиште во кое што смета дека ќе биде најдобро за неговото дете. Минатата година за родителите да ја избегнат реонизацијата и првачињата да не ги запишат во училиштето Гоце Делчев беа принудени да ја менуваат и адресата на живење. Инаку постапката за докажување на сегрегација беше покрената пред 6 години од страна на 30 на ромски семејства од Штип и Битола. Сега учениците треба да завршат 6-то оделение во чисти ромски паралелки, а на семејствата државата да им исплати 45.600 евра.